Револтирани верници од црковниот одбор при манастирот Света Петка во Кочански дол денеска се јавија до редакцијата на телевизија Кочани со барање да им се овозможи да реагираат на одбивањето на отецот Тоше Манев да го освети празничниот ручек по повод празникот Света Петка. Многобројните верници кои овде се собрале очекувале празнувањето на Света Петка да го завршат со осветен манастирски ручек. Меѓутоа инцидентот ја нарушил атмосферата меѓу нив. Причината за постапката на попот ја коментираат представници на црковниот одбор. Ние тука работиме 13 години, а водичката постои пред 40 години. Ја не сум водичка направила да ми наредува Елирон, јас да ги потрупам водичките. Тие водички јас само може да ги одржувам, да улезете, да видите за чисто, за убаво, за се. Јас сум православна. Дојде денеска попо, избега. А зашо избега попо? Тоа му е наредено од владиката. Ја мислам Еларион. Етека. Ја го добро знам владиката и тоа ми исто мене знае. А не требаше да избега попо. Ние тоа го знаеме пред едно 3-4 месеца, дека една водичка, две сакат да затворат, две водички да бијат, значи два пати да се служи тука у годината, а не 4 пати. Сега овие водички што ги има, да речеме еднаш, два пати, 3 пати, 4 пати, ние што доаѓаме на овај собор тука, на овај храм, од тоа се праве, да речеме, што се соберат 5 денара, граде се црквата. Негодуваа и градители на манастирот и придружените објекти. Градител на црквата и на ова што гледаш околу вас се. Сите мои ујараци се го тоа изградили. Се само ово што ќе слимате што се слимали, 15 години сум тука и повечко, може 20, а црквата градам 9 години. Се викам Злате, лимар сум, од мене има тука улуци, значи тоа е се бакшиш. Донација, сакаме да направиме нешто. Без оглед дали се работи за некаков пропуст на верниците кои со своји средства, труд и со помош на донатори го градат манастирот, инцидентот не смееше да се случи на ваков значаен празник во присуство на голем број народ кој ни крив ни должен останал без осветен ручек, за кој се верува дека е за здравје и заштита од светицата. Двете страни можеле и требало да се договорат пред празникот за да не се создаваат непотребни антагонизми меѓу верниците и представниците на црквата Свети Атанасиј во Оризари.